Здраво, здраво. Повторно се враќаме назад. Откако го зготвивме тоа што требаше да го зготвиме, сега е време да учиме математика. И тоа за прво оделение. Така, учителка? Така е. Денес ќе учиме мерење и решавање проблеми, односно мерење и споредување за фатнина. Целта на денешниот час ни е да процениме и да споредиме и да ги користиме нестандардните единици за мерки. Значи вака сега, бидејќи претходниот час многу работевте, бевте многу вредни и месевте, предпоставувам дека сте жедни. Дали би сакале да се напиете нешто? Секако. Сокче, може? Може. Еве вака. Бидејќи си дама, повели сокче. Повели сокче. Ви благодарам многу. Што забележивте? Кој доби повеќе? Па моето е поголемо. А зошто? Па бидејќи предпоставувате дека нези требаат повеќе нутритивни вредности од на мене. Јас друг заклучок во овој момент немам. Бидејќи не кажавте колку сокче сакате да се напиете. Доколку ми речевте дека сакате голема чаша сок, сакам мала чаша сок, значи веднаш ќе ви кажев. Така? Да. Веднаш ќе ви дадев толку колку што ви е потребно. Но мора да знам, вика во секој случај треба да знам колку течност ми е потребно и колку треба да побарам. Доколку побаравте вода, што ќе се случеше со шишињата вода што ги имаме? Така? Требаше да се каже Требаше да се напомене кој колку вода сака. Така? Да. Значи сега вака имаме. Следно ни е, дали може да би погодите кое буре би собирало повеќе сок? Па ова од лево. Добра. Исто и јас мислам, поголемото буре собира повеќе сок. Токму така. Сега имаме лажичка со млеко. Едната е до половина полна, другата е полна. Која има повеќе, која има помалку течност? Таа што е горе има помалку течност, помалку млеко. Добра. А таа долу има повеќе, е полна. Така, на чистото можеме да го направиме и овде. Тебе ќе ти ја дадам поголемата лажица, јас ќе ја земам малата. Ајде да ја наполниме течност. Ајде ти. Полна. Да. Еве. Ајде сега да ни кажете која собира повеќе течност. Мојата или твојата лажичка има Цвајнштајн? Јас ќе го одговорам тоа. Лажичката на Ана е поголема, затоа таа собира повеќе вода. Ајде Ана истурија половина водата. Еве вака, истурија целосно водата. Јас ќе ти измерам со оваа лажичка, ке тебе течност. Има помалку течност. Така, а јас оваа ќе ја наполнам пак исто. Дали сега има? Сега имате еднаква течност. Добро. Еве вака. Да вратиме назад. Значи, истото може да го правиме и со другите предмети. Еве чашката за вода и бокалот. Што мислите вие? Што собира повеќе? Бокалот или чашката? Па јас мислам дека бокалот собира повеќе. Бокалот, така. Чашката за вода има помалку течност. Овие се сите производи кои што ги среќаваме во нашата средина, дали се тоа млеко, сок или вода, тие често се продаваат во пакување од 1 литар. Ако внимателно го погледнеме шишето, сигурно ќе видиме и колку милилитри или литри течност содржи истото. Ние сега ќе ви покажеме. За да сакам да ја наполнам оваа шолјичка за кафе со течност. Така? Ми треба и асистент еден. Ќе се вратам. Повели. Значи сега вака. Можеш да претураш со малото лажиче течност во него. Број До 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 например. 10. Дали ја наполниш олјата со вода? Не сум ја наполнила. Ајде сега земни во оваа чаша, полни со големата лажица. Да. Добро. Сега има, ако ти е проблем, ќе ти помогнам. Исто 10. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Вау! Дали ја наполни чашката? Па многу повеќе од ова од претходно. Еве тука историјата да видат и дечињата колку течно стави во филџанот за кафе. 10 лажици има и 10 лажички има овде, Така. а овде има 10 Лажички, лажици, но големи. но големи. Така. Како побрзо ќе ја наполниш целата чаша? Со големите лажици. Така е. Ако сакаме да наполниме оваа чаша, например, поголемата, со што би мереле за да ја наполниме побрзо? Па со големите лажици. Со големите. Дали можеме да мериме и со шолјата за кафе? Можеме и со шолјата. Можеме. Ако знаеме колку милилитри собира шолјата со кафе, например. Така, ајде сега да се обидеме да ја наполниме и големата. Че имаме овде полна чаша. О, скоро исто. Скоро собира. исто. Многу интересно како оваа шолја изгледа многу помала од оваа чаша, а Ајде да ја собира наполниме и речиси другата. исто. Ете. Мериме. Ајде сега вака повторно мериме со шолјата за кафе. Да видиме дали ќе ја наполниш и тој чаша за вино. Па целосно е полна, повеќе полна од другата. Да. Што направи разлика? Ако ги гледаше само чашите без да беа полни со течно, што ќе предпоставеше? Јас ќе предпоставам дека таа собира најмногу вода, Која? таа долгата чаша. Долгата, така? Така ќе предпоставев, но ете, Така? ќе сум погрешал. Нема да си погрешил, пак ова најмногу собира вода? Да? Епа нема да сум Да, погрешал. да, таа собира најмногу вода, точно е тоа. Значи сега вака, а што ќе кажавме за оваа чаша? Истото и оваа собира скоро еден филџан. Таа ќе Па- беше полна. А доколку ги гледавме сите три, што ќе предпоставевме? Па дека оваа собира најмногу вода, па оваа најмалку вода. Точно така. Еве имаме и шолја за млеко. Како неиза ќе ја наполниме? Не знам, може да ја наполниме со најголемата чаша за вода, например. Добро. Или со лажица. Ама прашувам за најбрзо да ја наполниме. Како би ја наполниле најбрзо? Со шишето или со големото шише? Да истурам веднаш. може, да. Така? Да. Ама тоа не ни е целта на денешниот час. Целта на денешниот час ни се овие три мерки. Малата лажица, големата лажица и филџанот за кафе. Добро. Од овие три работи, Цвајнштајн повели, Од тие три работи со шолјата за кафе најбрзо би би префрлиле наполнил. вода, да. Така? Да. Ајде повели да ја наполниш шолјата Оваа за шолја. млеко. Во Да. ред. Да. Види колку. Пробај прво една. Добро. Една. Опа, благодарам, Ана. А тука може да собере уште една. Уште една ќе собере, земи се уште Скоро една. па уште една. Ти помогнеме. Ви благодарам. Еве. Имаме и вишок. Останат овде. Така. Значи сега вака. Наша задача следна ќе биде да го наполниме ова шише со вода. Еве вака. Во ред. Може сами да избереме со која мерка или? Па, еве, можеме да Не, почнеме со ова? не. Со Прво лажичките. Ана ќе мери 10 лажички. Да Ајде. видиме до каде ќе стигне или до 20. Еве чашки празни Ајде. со вода. Значи одиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ого! Ајде ти, сега број до 10. Скоро воопшто. Со големата лажица јас. Не, со големата, исто со Исто малата. со малата. Во ред. Исто со малата. Ајде. Помогнеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На толку мака и на толку броење. Многу еве, мак.
Многу е мачно, нели? Многу е мачно со мала лажичка ова да го правите, луѓе. Немојте. Колку време ни одзема за да се направи сето ова да се наполни? Ајде сега продолжуваме да броиме со големата лажица. Добро, и тоа е подобро. Така, Може од тука или? Па да, мислам може дека е од било паметно која тоа. течност. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, добро, со големата лажица Сега се напредуваме. полни многу побрзо отколку со Ајде. малата лажичка. Има некаков прогрес вака, да. Во ред А. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, многу побрзо го наполневме шишата, да. Така е. Сега што заклучивме? Колку ни е поголем предметот, дали е малата лажичка или шолјата? Доколку ставивме од шолјата за кафе, со 2-3 шолјички за кафе, наша претпоставка е дека ќе се наполнеше шишето. Така, колку повеќе можеме да заклучиме дека сите мерки за мерење на зафатнина постојано добиваме различни резултати и пак не сме сигурни кој резултат ни е точен. Но едно знаеме дека со поголема предмет, со поголема лажичка, побрзо ќе го наполниме шишето. Имаме представа дека треба да кажеме дали сакаме да пиеме во мала чашка сок, во голема, Да. така колку ни се пие. Колку сок сакаме, да. Колку сок сакаме. Имаме уште една задача. И сега вака. Вашата задача е да ми кажете кој собира повеќе. Ова е млеко, така, во тетрапак, Така. во пакување од 1 литар. Точно. Имаме чаша за млеко. Соковите веќе ги имаме пред нас. Да, еве ги. Еве го едниот. И еве го другото сокче. другиот. И сега треба да ми кажете. Ајде, Ана, за првата задача. Што е поголемо? Јас мислам дека тетрапакот е поголем од чашката. И Чашката. собира повеќе. А дали можеш да претпоставиш колку чашки млеко собира во 1 литар? Па, би требало 4, Да, 4 отприлика. така, отприлика 4. 250 мл би требало да е чашка. Да. Да. Значи, доколку за сокот? Што мислиш, Трајсен? Ој, се согласувам, бев изненаден од цифрите што ги изговори Ана. Само тоа. Од Што мислиш? знаењето од Цвајштајн. Колку, ако сакаш да пиеш многу повеќе сок, кој шише ќе го Ако одбереш? сакам да пием повеќе сок, треба да бидам Ана, бидејќи таа доби повеќе сок. А јас Аха, добив помалку сок. така, бидејќи ти не кажа колку сок сакаш да се напиеш. Точно не кажав и тоа е моја кривица. Може сакаш Ваша една грешка. капка. Така, Да, може би сакав. така. Еве и овдека има и други мерки за течност. Така, можеме да мериме со шише, со бокал и со кофа. Ваша задача за дома деца да измерите што може собира повеќе и како побрзо да наполните шише, бокал и мала кофичка. Одлично, ви благодарам многу за оваа домашна задача. Тоа беше се за нашиот прв час. Ќе проследиме еден мал џингл, па се гледаме повторно.